за да ја прикрие својата неуспешна и неодговорна политика, како и недомакинското трошење на народните пари. Заев со лаги, конструкции ја замајува јавноста и манипулира со граѓаните. Последните 3-4 години отворивме 35 нови фабрики. Тоа се 5000 работни места. 35 нови фабрики. Тоа се 5000 работни места. 7 откупно-дистрибутивни центри. Еден од нив е Агрокор. Уште 6 има вакви отворени. Во моментот давам одобрение за градба, веќе имам дадено 7. Темпирам на 1 мај да пуштиме во изградба 20 нови фабрики. Темпирам на 1 мај да пуштиме во изградба 20 нови фабрики. Купија место 400.000 метри квадратни, 7 странски и 13 домашни компании. Тоа се помеѓу 1200 и 1300 нови работни места. Тоа се помеѓу 1200 и 1300 нови работни места. Поради сите овие досегашни работни места, младите се осудија да влезат во брак, претходно не се женеа, не се мажеа. Просто, неверојатно и скандалозно. Ваква изјава може да даде само политички дилетант. Но вистината е сосема друга. Фабрики нема. Ги нема ниту илјадниците вработувања во фабриките. Поради наводните вработувања кои патем ги нема, Заев вели дека младите почнале да се женат и мажат. Трагикомично. И после толку искажани лаги се наметнува прашањето: во кој свет живее Заев? Каде се тие 35 фабрики? Каде се 5000 нововработени? Со каква совест и образ се појавува пред граѓаните на општина Струмица после вакви изјави? За среќа, како минува времето на струмичани, им станува јасно каков манипулант и политикант е всушност Зоран Заев. Го повикуваме градоначалникот да организира посета на граѓаните да им покаже новоотворените 35 фабрики во кои се вработени 5000 граѓани, како и новите 20 фабрики кои вети дека ќе ги пушти во изградба на 1 мај 2012 година. Мора да му признаеме на градоначалникот дека во обидот да ги манипулира граѓаните, овој пат се надмина себе си.